Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. На денешна ова пресконференција сакам да обелоденам како функционираат кадрите на СДСМ со земјоделското земјиште и како го узурпираат, односно го делат на луѓе блиски до власта. Денеска во конкретниот случај ќе го обелоденам примерот со раководителот на подрачната единица во Свети Николе, господинот Дејан Гичев. Дејан Гичев во документацијата со која што дојдов на располагање видов дека на име на својата сопруга си има доделено земјоделско земјиште во атарот на Свети Николе, исто така и на гранчалникот на општина Лозово на име на сопругата има доделено земјоделско земјиште исто во атарот на Светиколскиот регион. Она што е симптоматично од овие два договори кои што дојдов јас како сознание е дека и по двете укажувања до Министерството за неплатена закупнина на истите им е дадена само фактура за да платат камата по основ на неплатена закупнина, додека на сите останати земјоделци во Република Македонија кои што има еден ден за доцнување, министерот Трајан Димковски се фалеше по македонските медиуми дека на истите земјоделци им го има раскинато договорот. Ова е еден адекватен пример дека кадрите на СДСМ се привилегирани во делот на законите кои што треба да владеат, односно да бидат важечки за сите. Исто така сакам да посочам дека актуелниот раководител на подрачна единица Свети Николе, заедно со министерот Трајан Димковски, кој што го помага во своето функционирање, има доставено до Министерството допис, подпишан лично од господинот Дејан Гичев, на кој што се наведени сите должници кои што немаат за платено закупнина за земјоделско земјиште за изминатите 2017-2018 година. Од списокот кој што ги имам до мене, гледам дека многу луѓе кои што се блиски на власта од локално ниво, кои што имаат земено земјоделско земјиште под закуп, а немаат платено за истото, ниту е поведена постапка, ниту сносат некаква одговорност. Ова е таа селективност која што господинот на подрачната единица Дејан Гичев заедно со министерот подпомогнат имаат двојни аршини во однос на земјоделското земјиште во овој регион. Исто така, за истиот господин кој што е актуелен раководител на подрачната единица во Свети Николе, Дејан Гичев, дојдов до документација која што констатирав дека истиот кој што е актуелен раководител на подрачната единица има узурпирано земјиште во атарот на Свети Николе. Ова е имотниот лист каде што се докажува состојбата, односно земјиштето во собственост на Република Македонија, а ова е една од сликите на која што се гледа како има истиот подигнато пластеник за земјоделско производство. Почитувани, ова се само дел од злоупотребите кои што ги прават лицата именувани од СДСМ како раководители на подрачните единици во Министерството за земјоделство. Јас во наредниот период и многу други вакви случаеви ќе ги обелодам во јавноста, затоа што македонската јавност треба да знае вистината што се случува на терен. И додека земјоделците молат за парче земја да ја обработуваат, да екзистираат нивите семејства, луѓето блиски до власта ги заобиколуваат законите и земјиштето го делат само на нив блиски лица и оние за нив кои што се подобни. Треба да знаеме дека после 12 април земјоделското земјиште ќе биде делено на оние на кои што им е најпотребно, тоа се македонските земјоделци кои што сакаат да обработуваат и да екзистираат од оваа дејност, а сите оние кои што го се огрешиле кон законот, како што е конкретниот случај и многу други кои што ќе ги кажеме во наредниот период ќе одговарат за овие прекршувања. Ви благодарам. Дали имате прашање нешто? Јас имам едно прашање во врска со африканската чума која повторно во регионот се актуализира таа тема. Каква е состојбата во Македонија? Дали нешто се превзема од страна на министерството? Од она што сум информиран, гледам дека африканската свинска чума е многу близко до границите на Република Македонија. И знаете, иако ние апелиравме уште минатата година на неколку пресконференции дека треба да се преземат сет на сериозни мерки кои што ќе значат заштита на домашното производство, гледаме дека мерките кои што се обиде да ги спроведе Министерството преку Агенцијата за храна не дадоа никаков резултат и доживеа едно тотално фијаско како што е мерката за депопулација. И она што е алармантно, а покажува дека имаат несериозен однос кон оваа ситуација кој што демне да го уништи нашето свињарство во Република Македонија. Например, имаме актуелна забрана за сточниот пазар во Трубарево да не функционира се со цел да се заштити сточниот фонд. Меѓутоа денеска тој истиот пазар функционира и се врши продажба на жива стока.
Тоа го прават затоа што институциите кои што се надлежни да го контролираат тој промет на жива стока не си ја извршуваат работата. Ја користам оваа прилика да укажам уште еднаш дека треба многу посериозно да има пристап Министерството, односно Агенцијата за храна во однос на оваа состојба, затоа што ако не дај Боже влезе во Република Македонија ќе причини многу големи материјални штети и едноставно она што беше градено со години да денеска го имаме свињарството во ваква една кондиција, да го врати многу години назад, а тоа ќе значи и многу негативна екзистенција за многу семејства во Република Македонија.